Ансамблот на Народниот театар од Битола продолжува со успешното представување на гостувањата на фестивали на Балканот и во светот. Пред 2 дена битолските актери се вратија од Израел, каде учествуваа на Ако фестивал во градот Акко. Ова е нивно трето гостување на овој фестивал, каде се представија со представата Шекспир за секогаш, во продукција на Битолскиот и театарот од Санкт Петербург од Русија. Гостувавме со представата Шекспир Forever. Тоа е еден перформанс кој што го направивме пред 2 години заедно со актери од Вера Комисаржевска театарот од Санкт Петербург и беше по повод отворањето на Битола Шекспир фестивал пред 2 години. Тој перформанс гостуваше и во Санкт Петербург лани. Се представивме одлично, одигравме 2 представи таму. Публиката беше многу задоволна. Предходно Битолскиот народен театар гостуваше на МИД фестивалот во Цетиње, Црнагора, каде ги одиграа представите од тело од Шекспир во режија на Диего Дебреа и представата Ладало, трагична љубов на една девојка, чиј автор е Јукио Мишима, а режисер Благој Мицевски. Оттаму веќе имаме и повратни критики од весниците и од сајтовите кои што се занимаваат со критика во Црнагора, кои што конкретно би прочитал само за Отело, ја оценија представата, цитирам, како потполно нова, интелигентно градена приказна. Една друга критика на еден познат црногорски сајт, каде што се прибираат критики и од Црнагора и од регионот, беше окарактеризирана како луцидно и релативно верно на текстот толкување со блескава игра на актерите. Битолскиот народен театар до крајот на 2017 година на сцената треба да ја постави представата Коцкарот Достоевски, покрај синокешната премиера на Сон на летната ноќ. На 14 ноември театарот од Битола ќе го прослави својот роден ден со представата Крвави свадби во режија на Љупчо Георгиевски, која ќе ја реализираат од сопствени средства.